Почитувани соборци, почитувани демирхизарци, добро вечер на сите. И јас, како и многу други од образование, ја почувствував раката на диктаторот на своја кожа. Тука сум заедно со сите вас да кажеме не на режимот на диктатурата, бидејќи оваа ненародна власт ни укради нината на нас младите, ни уништи надежта и перспективата за подобро утре. Не брка, тотално не деградира како тие дипломи да сме ги купиле на бит пазар. Секој од нас кој не сакаше да ја прифати и игра нивната наметната филмска улога по нивното сценарио беше бркан и казнуван. Не судеа, не прогласуваа за неподобни, несоодветни, за да напримат нивни партиски војници, понижување што не се издржува. На сите не е јасно дека овие години во оваа држава царува стравот, во оваа држава се владее со закани притисоци, со уцени заплашувања. Но едно да му е јасно, ние не сме ѕидови што молчат и како сакаат ќе ги бојадисуваат. Сите ја делиме истата судбина и наша должност е заеднички да ставиме крај на овај тоталитарен режим. Ама издржавме, станавме уште похрабри, уште посилни и посплотени. Сите заедно одиме во борба за правда, слобода и демократија. Спремни сме да издржиме до крај. Јас и сите ние немаме никакви дилеми. Совеста ни е се уште чиста. И точно знаеме дека ова е вистинскиот патриотизам. И сосема за крај. Тој што сака, страда. Тој што страда, се бори. А тој што се бори, победува. И без победа на стравот, храброста не е храброст. Да живее Македонија! Почитувани демирхизарци, ценети гости, гледајќи ова колона на борци за слобода, чини дека сите генерации од Демирхизар во историјата се бореле за слобода и правда, се вонеа и дека нема крај до крај. Се прашувате каква мнака не збраа овде. 4 години Демирхизар стои на место. Нема инвестиции, нема вработувања. Младите се без перспектива. Селата пред изумирање. Старци умираат, деца малку се раѓаат, многу се иселуваат. Во селата, особено од горниот Демирхизар, преживуваат последните селари од академик Петре Андреевски. Почитувани граѓани, секоја власт кога доаѓа ветува дека ќе го промени светот. Ако ќе замени, светот останува исти, не променет, само се променет и властодржците. Овие нашиве ветија многу работи, ништо не исполнија. И сега светот и е крив. Има многу кризи, економски, должнички, морални. Чини светот заслужно не пропадна за нив. Тие ветија, но не исполнија. Но многу работи направија што не ги ветија. Ги поделија односите во општеството, ги променија, не поделија по партиска, не поделија на подобни и неподобни, не поделија на антички и словенски, не поделија на патриоти и издајници. И по правило во нив, во ова втора категорија, спаѓа тие со словенско потекло. Но не е само тоа, има уште едно многу поинтимно, многу полошо. Не поделија
на слави и прослави, не поделија на свадби и погреби. Чудно е, многу чудно е, власт која што има се во своји раце, исто брание, и влада, и органи, и судство, и невладин сектор, и средства за информирање, и издруженија на граѓани, и фондации, и црковни одбори, и издруженија верски, и локална самоуправа, и местни заедници, а за нивните одлуки да ги носат да преземнуваат по сила, незабележено во историјата на парламентаризмот и демократијата. Добро ти вечер, Демир Хисар. Браќа и сестри, дами и господа, другарки и другари. Колкава е големината на еден човек, не одредува тој самиот за себе. Тоа го прави народот. Народот големината ја чува и негова, при тоа погледнувајќи во големината на неговото срце. Дали во тоа срце има место за љубов, верба, надеж и топлина? И дали е тоа налик на рациновото срце над срцето? Не е тоа големина која е направена по нарачка преку новинарите од типот на Лата, Смирка Велинова или Миленко Неделковски. На тој начин времено се прави култ од таа личност во душите само на една група. Таквиот идол нема срце, нема чувства и од него е направено само бендисано детиште на кое креаторите му направиле мало срце налик на дебелоцидно шишенце во кое има место само за чување на отровна материја која од големата јачина на отровот ќе го дупри сопственото дно. Дефиниција најпрви ни ја уништува демократијата. Газејќи ја, тропскајќи ја и изобличувајќи ја, трета фаза се закани, уцени, сејање на страв, казнена политика, апсења, затворања, понижувања. Тоа е веќе фашизам, пропратен со погубна политика. Тоа ли е твојата големина, Николче? Затворањето на брат Любе или амнестијата на терористите? Рушењето на Космос или градбата во барок стил? Или насилничкото исфрлување на пратениците и новинарите, при тоа давајќи слика да се подсетиме на кристалната ноќ во која страдаа евреите. Се срамев кога го гледав тој призор, кога обезбедувањето од непознато потекло и непознат нарачател ми се причина, како да викаа, Шнел, Реус! Или истерувањето на сојузот на борците од НОБ, од просториите во кои работат повеќе од 6 децении, може би само затоа што тие го гаја ликот и делото на другарот Тито, врз чии темели ќе градиме независна и самостојна Македонија.